како последен спот на Залудно е да се напијам. Залудно е да се напијам, сите чаши да ги искршам, по виното се сите вистини потонати. Други ми се нудат секој час, не сакам ни да ги погледнам, ниту една нема како ти да ме подали. Залудно е да се напијам, сите чаши да ги искршам, по виното се сите вистини потонати. Други ми се нудат секој час, не сакам ни да ги погледнам, ниту една нема како ти да ме подали. Многу не завртен, за многу кратко време станавме звезди во Бугарија, че веќе сме препознати и не знаат луѓето во Бугарија слушнале. Стави на гради кода е марама, утре ако тргнам без тебе, немој не плачи. Представя Pioneer Studio. Залудно е да се напијам, сите чаши да ги искршам. Дуле и Коки, Марама. Нели работи ми на случајот за втор албум кај нив, трет овде. Тој ќе се испее на бугарски. Нашата кариера напоредно со Македонија продолжува и во Бугарија. Би сакала да постигнат голем успех надвор од границите на нашата држава, да снимат спот со Анелија или Амелија, не знам како се вика, нека бугарска звезда која што многу им се допаѓа. И поженете се, мислам, време е да се женете, да се ожените. Во куферот има место за солза, за еден сон, за даголот има нешто што чека на нежност и дом. Раце ми шириш за збогум, а јас те гледам, што и да речам е многу, ни воздишка немам. На живата свирка Дуле и Коки по повод 10 годишното дружење со публиката на 27 мај, вторник, веканат на голем спектакуларен концерт по Универзална сала. Многу забава, песни, солзи, спомени, големи изненадувања и нарачки на лице место. Дуле и Коки само за вас. 27 мај, Универзална 20:30. Габиано Продакшн. Цел живот ние мечтаеме да се наполни таа универзална сала. Сите наши изјави, повесници, сите работи пред тоа беа како се наполни универзална, како да биде така. И кога веќе решиме, кога закажеме ни универзална сала, така некако редоследно беше да се има уште еден спот, најмалку или уште два. Мораше така да се работи во смисла се издава албум, се врти албумот, се прават спотови, се пуштаат синглови, нели по радиостаници и се, за да луѓето го научат албумот. Ако не го знаат материјалот, зошто ќе дојдат на концерт, мислам. Концертот беше супер. Мене ми остана тоа многу драга соработка. Ја и ден денес се гледам со нив, се надевам дека некад пак ако замислат да направат така поголем концерт, дали у Македонија, дали ван, мене ме имаат така. Тој што дошол во универзална да те слуша, стварно дошол да те слуша и стварно бидејќи сакал да дојде дошол да те слуша таму. Ја не знам, многу луѓе беа таму, ја колку што се сеќавам беше пуно у салата. Беше фантастична атмосфера, концертот траеше 3-4 сати. 3,5 сата луѓето стоја на нога, а не седна. Ајде седнете ги сега. Заборав стави на гради кода е марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива. Можеш да пукаш во срце, не ке ме погоди. Да чујам! Заборав стави на гради кода е марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива.
Можеш да пукаш во срце, неке ме погоди. Во средината вметнавме еден блок кај што сакаме да си ги отсвириме песните, што си ги свириме цел живот по нашите настапи. Жолботека се деси у салата, онака и тоа беше симпатично. Јас исто во тој блок си имав, нели, Дулем беше специјален гост. Бошко, на мене беше Зоран Джорк, направихме исто мало шоу. Како да ви кажам, испливавме на некој начин. Значи, испливавме од како не можам да го опишам, од убаво пубаво се случи. Буквално универзална имаше изјава во вестници, мислам и дали кој ќе ја запали универзална сала. Буквално беше запалена универзална сала. Не знам зашто си ми драга, меѓу нас е некој трет, раце ми шириш за злобу, а јас те гледам, што и да речам, не могу, ни воздишка нема. Односот наш кон работа секој бил професионален. Дуле, сен готвач. Не е проблем за добро јадење Дуле да направи. Чемејќи човек што ностоп се расти стои, го сака да готви, он се научи да прави кукурек. Ќе направи салати, супи, тие работи. Комплетен учек да направам тој значи. Ја научив од еден другар од чај. Коки почнав да го учам како да готви нешто, ама коки малце мрзи, знаеш. Малце у килажата варираат. Уште еднаш им кажам да не јадат толку, да слабеат, да бидат уште побои, зашто после назад нема. Дојде еден период кога Дуле и Коки требаше да појдат за Београд. Се најдовме во контакти со животните. Ај, леле, море мисир. Дури на Драгица на мачката ја изводив пасош. На Драгица се извади пасош, меѓутоа Тито остана без пасош. Многу ги се викам, слушај, викам мачка, на Драгица, синчето ќе дојде, викам. Која Драгица, која синче? Викам Тито Мачево. Пред секој настап нормално мораме да се поставиме, да се наместиме тие пропратни работи што не се микрофони, инструменти и такви работи, така да без тие не може да се справи свирка живот. Мац Бумеранг го викаме ние, бидејќи му беше една од претходните групи, му беше Бумеранг. Мац го знам од академија. Скоро 7 години, 6-7 години сме заедно, да. Така,
Колку сме веќе со него? 4-5 години. Па добро, сега еден совет, вака е да ме послушаат и да дојдат на мојот 100-ти роден ден, да ми отсвират кој што треба и да ми го потпишат нивниот 50 компакт. Имаат моја полна поддршка и јас и понатаму ќе навијам за нив. Поздрав до сите. Поздрав до Дуле и Коки, највише.